Имавме ковид пандемија, по неа и низина здравствени последици кај пациентите. Европското здружение на кардиолози дали има истражување какви постковид последици ни донесе овој вирус? Се зголемија ли срцевите удари, се зголемија ли интервенции? Многу. Да не речам, срцевите удари се зголемија за 3 пати повеќе од претходно. Инфаркти на белодробието, ако сме имале по 20 пациенти годишно, сега имаме по 15 месечно доваѓаат. Тие што ги евидентираме и што ги нотираме. Инфаркти на долни екстремитети и заболување на крвните садови на нозите, пута 4. Тромбоза на длабоките вени, на површните вени, масивно зголемено. Тромбоза на цревни артерии, огромно зголемено. Појава на мозочни инфаркти кај млади луѓе, пута 5. Сето тоа е резултат на пандемијата. Пандемијата кога почна, сите ние мислевме дека е вирусно заболување, односно мислевме, тоа е вирусно заболување, тоа е дека е респираторно вирусно заболување, дека ги напаѓа белите дробови. Како што одминуваше пандемијата, свативме дека самиот ковид вирус влегува преку респираторните патишта, меѓутоа цел на напад му се мускулистиот дел на крвните садови. И он прави инфламација на крвните садови, кои што понатаму предизвикуваат масивни пневмонии со тромбемболии, со инфаркти и така натаму. Така да ние сега влегуваме во еден пост-ковид период каде што кардиолозите, за жал ќе кажам, заради тоа што ќе се зголеми, веќе се зголемува многу работата и ќе се зголеми уште повеќе работата, каде што ние конкретно ќе имаме се поголем број на пациенти кои што ќе имаат васкуларни заболувања. Не само срцеви, збориме и на аорта, збориме и на долни екстремитети на нозе, на раце, на мозок. Голема е бројката и кај невролозите. Поготово кај популацијата од 25 години па нагоре, мозочни удари кај млади луѓе. Тоа е резултат на, повторно ќе кажам, ковид инфекција врз крвните садови. Многу често викаме поминав ковид, ама немав симптоми. Ти си поминал ковид, немаш симптоми, меѓутоа антигенот од ковидот веќе е закотвен во крвниот сад. Прашање на време кога тоа ќе почне да прави воспаление и реакција и ќе направи задебелување, пукање на плака во крвниот сад и на крајот инфаркт. Така да, оваа ковид инфекција направи една состојба на светското здравство да сватиме колку ние не знаеме за новите болести што ни доваѓа, заради тоа што новите болести се комбинација од заболување, комбинација на вируси кои што напаѓаат повеќе системи истовремено. И затоа и ковид пандемијата беше на состојба каде што лекарите не знаевме што точно да, не само во Македонија, не само на Балканот, Светската здравствена организација немаше конкретен принцип како да лекуваме. Ќе почнеме, ќе фатиме еден правец, па за 2-3 месеци ќе се покаже дека се овој друг проблем. Фатиме друг правец, трет правец. Протоколите за лекување на пандемијата се менуваа за на крајот да сватиме дека сега уствари се главниот напад на ковид вирусот беа крвните садови на човечкото тело и за жал невролозите, кардиолозите, васкуларците, па на крај и диабетолозите, на сите медицински гранки веќе бројот на прегледи, интервенција тројно зголемен од пред пандемијата.